По моја заслуга состојбата е сега мирна. Темата за која што денеска ќе разговараме ја извлечен заклучок од обраќањето на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во текот на вчерашниот ден во доцно попладневните часови, кога околу 19 часот се обрати на нацијата говорејќи за она што претходно го имаше направено, па повлечено, а потоа и за импичментот кој што беше даден во собранието на Република Македонија по однос на неговата одлука за општиот акт за помилување на 56 мина кои што беа дел односно од така наречените прислушувани разговори, односно бомбите на опозицијата. Одиме во продолжение со извадокот од обраќањето на председателот Иванов, а потоа ќе се вратиме во студиото со уште повеќе текст. Правната држава ја нарушија лидерите на СДСМ и ДУИ, бидејќи уставниот поредок не им беше доволен да се сретнеме, да седнеме и да се договориме, туку трчаа во амбасадите на странските држави. Правната држава, сувереноста и независноста ги загрозија овие двајца неодговорни политички лидери кои придонесоа да го добиеме договорот од пржино и кои не се ни придржуваат кон тој договор. За жал, наместо инструмент за правда, специјалното јавно обвинителство се покажа како инструмент за уцена. Од сите милион фајлови кои кажуваат дека ги имаат, ги одбраа само оние кои се однесуваат на представниците на власта, односно на ВМРО ДПМН. Селективниот прогон на специјалното јавно обвинителство создаде мачна атмосфера во општеството. Ги повикувам партнерите да не ја користат состојбата за остварување своји интереси. Блокирањето на европската и евроатланската иднина придонесе кон блокирање на политичките процеси во Македонија. Затоа ги повикувам Европската Унија и НАТО да го деблокираат патот на Македонија. Во недостиг на време за квалитетна истрага, специјалното јавно обвинителство потврди, постапува под директива на опозицијата и спроведува селективен прогон. Договорот од пржино е практично мртов. Ова беа дел од пораките на председателот Ѓорѓе Иванов во неговото обраќање пред македонската јавност вчера доцна попладнето. Иванов вината за политичката криза ја лоцираше кај лидерите на СДСМ и на ДУИ, кои како што рече трчале по странските амбасади. Вина лоцираше и кај Европската Унија за лошите оценки кои ги нотира за земјата. Шефот на државата им порача на лидерите на партиите да внимаваат какви одлуки носат, а на меѓународните олеснувачи во преговорите пак да внимаваат какви пакет решенија предлагаат за земјава. Одлуката за целосно повлекување на аболициите ја направил за да го врати функционирањето на системот. Вие сте со очи во очи контактна емисија, ви посакувам добре дојде. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате по однос на денешната тема. На почетокот уште од старт со оглед на искуствата што ги имам по однос на теми кои се поврзани со председателот на Република Македонија како државна институција на оваа земја, но и според искуствата кои што се влечат од социјалните мрежи и критиките, ќе ги замолам гледачите да се воздржат од употребата на вулгаризми, од употребата на тотално несоодветни изрази кои што не личат на јавен дискурс, особено не за време на емисија од јавен интерес и во јавен медиум. Затоа да се задржи нивото на однесувањето и нивото на културата во следните 30 минути. Добар ден! Добар ден од мен. Ве слушам, повелете. Бидете поздравен, јас апелот ви го поздравувам. Благодарам. Само така е исправно една контактна емисија да биде на ниво и да водителот се чувствува пријатно, а не деградирачки и така натаму. Значи, пробав меѓу првите се јавувам баш поради тој момент да не бидам сведок кога ќе почнат да се караат. Тоа не го поднесувам, а не е ни мој стил на однесување. Повелете. Значи, вие поздравувам темата. Моje лично видување. Јас сметам дека председателот одличен говор одржа. Вчера човекот беше максимално искрен. Според моите проценки ја образложи ситуацијата
би рекла и поблаго од тоа што можеше да ја образложи. Вистината е дека човекот, јас не верувам дека имаше позадина, бараше начин од две зла да го најде помалото зло. Ете под притисок и на меѓународната заедница и на некои други од Македонија, ете се повлече аболицијата, нема проблем. Тој беше должен да направи нешто, и мислам дека се почувствува. Сега дека ултиматумите Огнен ќе одат понатаму и одат, еве денес морам да ви речам во контекст на тоа дека состојбата е мирна, меѓутоа денес сум веќе подисплашена. Јас не сум навикнала нашава држава да се занимава со толку ултиматуми. Ултиматум или признајте го СЈО или нема да седнеме нели во клупите во парламентот. Во секој случај го поздравувам говорот на преседателот Иванов. Сметам дека некој предходен преседател не бил доведен во една ваква исклучително тешка позиција, па да морал да се обраќа на јавноста. Во секој случај ние сите и посакуваме добра Македонија на Македонија. Верувам дека и нашиот преседател затоа и се обрати и го кажа сето она што го слушнавте. Бидете ми поздравени и ви посакувам секое добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Искрена да бидам, бев изненадена од изјавата на институцијата преседател на Република Македонија. Затоа што се беше кажано, само не беше кажано како од институција преседател на Република Македонија, бидејќи тој, кој да гласал за него, како и да гласал, тој се заколна дека ќе биде преседател на сите државјани на Македонија. А вчера стапи во одбрана на одредени групи, да не речам партии, и да ги брани, а другите да ги напаѓа. Што е тоа? Како е тоа? Го напаѓа специјалното јавно обвинителство. Зошто го напаѓа? Кога има најголема оценка од целата Европска унија како ја работи својата работа. Кој е крив за застојот во неговата работа? 2 месеци со неговата игра аболиција, прекинувам аболиција, му беа врзани рацете на таа институција да продолжи редовно да работи. И сега слушам на случајно, не знам која комисија беше во собрание, преседателот на јавни обвинители вели дека тие треба да имаат соработка. Да, треба да имаат соработка. Дека тоа не е во уставот. Точно не е во уставот тоа. Меѓутоа, ние си дозволивме да побараме помош од странците да дојде до Пржинскиот договор. И таму се инсистираше тоа обвинителство да биде составен дел на нашето законодавство. А самиот наслов, специјално јавно обвинителство, е повисоко од обвинителството кое го имаме ние и кое се уште работи и треба да работи тоа обвинителство. Јас сум разочарена од говорот вчера што го слушнав од институцијата преседател на Република Македонија. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. При почетокот на своето обраќање, преседателот Иванов го изрази следното.
Почитувани сограѓани, веќе подолго време предупредував за причините и последиците од кризата во која се наоѓаме. Активностите на паралелната мрежа и безбедносните пропусти во системот за следење на комуникации по втор пат во овие 15 години ја предизвика политичката криза. Под покровителство на меѓународниот фактор беше постигнат договорот од Пржино, беше формирана техничка влада со представници од власта и опозицијата, беше формирано специјалното јавно обвинителство. Но наместо да се разреши, кризата се продлабочи. Изборите на 24 април беа одложени на барање на опозицијата. Изборите закажани за 5 јуни беа минирани бидејќи опозицијата се закани дека ќе ги спречи, а олеснувачите извршија притисок кај дел од партиите да се откажат од учество. Партиите и нивните поддржувачи ги користеа институциите како средство за меѓусебна пресметка. Во недостиг на време за водење на квалитетни истраги, специјалното јавно обвинителство потврли. Постоеше висок ризик од поттикнување насилни акти и предизвикувања меѓу македонски судир. Се активираа криминални мрежи, антивладини активности и олеснувачи на движењето на мигрантите. Од ден во ден состојбата се усложнуваше. Договорот од Пржино беше де факто мртов. Поради нарушениот систем на команда, безбедносните институции беа блокирани и парализирани. Постоеше висок ризик да не можат да одговорат на заканите со кои се соочуваме како држава, а закани имаше многу и од надвор и од натре. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Почитуван Огнен, поздрав до вас, до вашата уредувачка Повелете. телевизија. Ќе бидам краток во интерес на времето. Ајде. Значи, моje мислење е дека вчера председателот настапи како портпарол на една политичка партија. Тоа е прво. Второ, има некои работи се раѓаат, не се ствараат. И трето, тешко на нас, ако он е спасител на оваа држава. Зошто? Ако сите ние гледаме и цел свет гледа дека нешто не е во ред или се случува нешто што е надвор од сите нормални работи, ако само он гледа розево, тогаш секој е чест, значи ние сме будали. Штета за еден професор на правен факултет, што му ги доверивме со години нашите деца да ги учи, на таков начин да се понижува самиот себе, а исто време не понижува и нас, и сите тие студенти што поминале поред него. Затоа, убаво рекоа луѓето, не се согласувам со првата гледачка, меѓутоа стварно мислење, поштувам, тоа е демократија, нели? Треба да си оди. Едноставно. Час поскоро да си оди, а имало потешки моменти од државата, 2000 година имавме војна, па тогашниот председател постапи председателски јако доаѓаше од редот на ВМРО за ПМН. Ви благодарам многу, имајте пријатен ден. Јас вам ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Дали имаме некој на другата линија? Сакам граѓаните да знаат дека бевме на чекор од отворен и насилен граѓански судир, најавено од обвинетите во случајот Пуч. Нешто мораше да се преземе за да се спречи најлошото, продолжува во својот говор. Во ваква сложена состојба како председател на располагање имав два уставни и законски инструменти – реактивен и превентивен. Првата опција беше да действувам реактивно. Тоа подразбираше да стојам пострана и да чекам се додека состојбата во Македонија не ескалира. Тогаш ќе морав да ја ангажирам армијата за смирување на состојбата, но со тоа ќе ја оставев јужната граница незаштитена и отворена за илегална миграција. Тоа ќе беше сигнал за милиони потенцијални мигранти дека Балканскиот коридор е повторно отворен. Тогаш Македонија ќе беше преплавена со мигранти. Втората опција беше превентивна. Тоа подразбираше да наметнам нови правила на наметнатата игра со Македонија, да преземам контрола врз играта и да обезбедам предност за Македонија. Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Ошчивка Враков Венцислав. Поздрав до вас, повелете. Господинот Иванов, признат и познат во интелектуалните кругови на Балканот, важи за еден човек кој дава идеи и е секаде на теренот. Има само две маани големи. Многу си ја сака земјата и е многу чесен председател од досекашните. Значи, тие маани преточени му даваат сила, не ВМРО да ПМН, не партиите, него да размислува со собствена глава. Прв председател од Македонија што рече не на меѓународната заедница, начело со каубоецот. Аболицијата беше само една трошка, една искра
се запали Вашингтон, рипна сите врз председателот. Се покаже и докажа дека каубојцот ги крше забите. Тоа е проблемот. Во Македонија нема политичка криза, има пропагандна криза, неуспешна. Не знаат луѓето што да прават со оваа опозиција што нема аргументи, ни па знае да воде. Политика за останок на Македонија. Толку са провидни, толку со овие шарени револуции. Значи, лесен е патот на председателот, бидејќи, поновувам, представува углед и ќе биде пример, ќе улезе во историјата на Македонија, дека прв рекол не, и тоа искрено и поштено, и ќе победи Македонија позади него, ќе победат граѓаните на Македонија, тоа е и целта. А вие лукајте го па човекот, едино што знае е да играе честно и поштено домакински. Благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па вака, во сето цело излагање на председателот, нели председателот, но не на сите, јасно, тој сега јасно и недвосмислено се стави на страната на една партија. Во нејзина одбрана, поточно во одбрана на нејзини највисоки функционери. Бидејќи тие се на ранг листа за евентуално докажување на нивна вина во специјално јавно обвинителство. Но тој сега плукна на јавно обвинителство. Плукна и на народот. Го прави народот дека е некое заморче на кое ќе вршат експерименти. Како второ, сакам да кажам за негова изјава дека се мислел дали да употреби војска. Па тој дали е свесен човек дека војската никогаш нема да појде против својот народ? Па тие луѓе таму јасно и гласно во многу емисии и на разни телевизии слушавме дека се гладни, дека не се добро облечени, дека се слабо платени, дека се платени многу помалку од полицајците кои ја вршеа истата работа на јужната граница. Како може да замисли дека тие луѓе, и ако се платени војници, јас имам во моје обкружување неколку души такви, сите се 100% верувале или не задоволни. Па сега првиот гледач и овој пред мене се задоволни и го величат. Нека знаят само едно. Еден председател, исто така од ВМРО, беше голем човек, Бог да му душа прости, загина во наводници. Тој е прв кој рече на американецот не. И по моje мислење затоа и плати со живот. Така да, нека мислат овие, како првиот и овој гледач пред мене, како сакаат, но стварно времето ќе покаже се. Никој не плука на институција председател. Тие сами плукаат, но не се свесни за тоа. Толку од мене, благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Не стивнуваат реакциите за говорот на председателот Иванов, откако вчера имаше своје излагање пред јавноста, вели колегата Гаврил Сирачевски во својот прилог за Дневникот во 17 часот. Партии, политичари, поранешни функционери и експерти, па дури и коалициски партнери, со критики, но и диаметрално спротивставени ставови. Дуи во својот официјален допис до медиумите порачува дека Иванов има само две опции: да си оди или да си замине. Меѓу другото, пратеникот Артан Груби наведува: во вчерашното обраќање, Иванов за кризата во земјата ги обвини опозицијата, ДУИ, СЈО, НВО и странците. Неговата последна изјава ги потврдува нашите аргументи дека Иванов ги брани интересите само на партијата на која и припаѓа и дека не ги представува интересите на сите граѓани, а најмалку на втората мнозинска заедница албанците. До ниво на непресметливост со коментарите и универзитетскиот професор и негов поранешен ривал во изборите Љубомир Данајлов Фрчковски, кој наведува дека во неговиот говор не нашол ништо што може да се коментира, но со сличен став на Facebook излезе и Ѓорги Спасов, кој пак вели дека Македонија станува опасно место за живење со оглед на тоа што некој се обидува да ја искористи армијата за да ги спаси криминалите на власта. Добар ден.
Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Сосема си во право кога викаш да се воздржиме од вулгарни зборови, меѓутоа тешко може после ова излагање на овај Ѓорđе да ти кажам. Види, мислам дека сосема беа во право многу еминентни луѓе кога после аболицијата кажаа дека човекот треба да оди на психијатар. И навистина ова е загрижувачко. Дефинитивно Македонија ја води умно болен човек. Ние од Емирхи се викаме како може вакво будаличиште да застане на чело на држава? Да, добро, јас сепак ќе морам да ви се заблагодарам за јавувањето и да ве поздравам. Да, ви благодарам за јавувањето. Мислам дека бев многу јасен на почетокот, дека нема да толерираме такво нешто и дека многу јасно кажав поради искуствата од претходните емисии кога се зборува за председателот кои што секогаш резултираат со таков несоодветен речник. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Би сакала да дадам мој придонес до емисијата. Да, ви благодарам, повелете, погласно држијата, повелете. Кажам дека институцијата председател секогаш сум ја почитувала, без разлика од која провиниенција е, дали од страна на позицијата, опозицијата, меѓутоа како член кој сум се покажала во моето општество целиот живот, работам за Македонија и ја сакам Македонија, ги сакам македонците. Било да се од позиција, опозиција, меѓутоа не давам некој да ме навредува дека не ја сакам државата, дека не ги сакам луѓето. Ги сакам луѓето од сите нации, националности, меѓутоа не сакам криминалци, бидејќи и самата сум можела во животот да видам, значи да на некој начин да подкупувам, да бидејќи нормално сум била на таква позиција, меѓутоа можам да кажам со 100%, да не кажам 102%, во мојот живот никогаш немам направено нешто недобро, нешто што би ги навредила моите сограѓани. Затоа не сакам и ве молам, не сакам, ќе постарам, значи да трпам некој да навредува некого, било како партија, било како дали од која, дали од опозиција или позиција, и да ги нарекува со разни зборови, како на пример, што ти ја знам, каква револуција, ваква револуција. Ние знаеме дека во историјата имало многу револуции и па и некогаш и победувале тие револуции. Не можам да се тврдам сега за оваа револуција, меѓутоа дајте да се договориме. Сите ние сме си наши, сите македонци. Од само од едно семејство постојат, да речеме, од разни партии. Па што ќе правиме? Како тоа ќе го расчистиме? Затоа дајте да работи правосудниот систем, па нека кој е крив, нека одговара, а ние граѓаните да се спотиме, да се сакаме, да се почитуваме. Се најубаво од следната прилика, до слушање. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Поранешниот председател на Собранието пак, Стојан Андов, за Слободен печат вели дека Иванов наведува 3 клучни работи во обраќањето. И тоа, дека наводно постојат некакви центри на моќ кои сакаат да водат војна во Македонија. Второ, дека тие центри го поддржуваат специјалното јавно обвинителство кое го дефинира како ЧИР, кој треба да биде отстранет. И трето, барањата за судот да ги осуди обвинетите во пуч Заев и Верушевски. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ако ме слуша Иванов, да го поздравам како наш достоинствен прв македонец на Македонија, кој ги почитува сите граѓани на Македонија, независно македонци, албанци и другите. Личност која снос ти кажа многу убаво. Дали го мразеја председателот Нивен кога ја предаде Македонија со името БЈРМ, фиром си не направија. Дали го мразеја и му поднесоа и барање за одговорност кога го предаде наше македонско државно знаме, бајрак македонски. Зборуваме за обраќањето на Иванов во текот на вчерашниот ден, ке ве замолам да се задржите за тоа. Па значи Иванов почна со овие зборови што јас сега го цитирам Иванов, значи кажа не го цитирате Иванов, јас го имам неговиот говор и тоа не го зборува. Ајде кладиме дека Иванов вака зборна, значи дека дали се поднесе барање за одговорност за тие пред мене кои сменија знаме, сменија име, кои направија поделба на Македонија, која албанизира Македонија. Ама зошто им го трошите времето на останатите гледачи? Зборувајте со ваш коментар за вчерашното обраќање. Јас мој демократско право имам и го цитирам Иванов. Имате демократско право онаму каде што ги ограничуваат правилата. Кога човек не знае и ја злоупотребува демократијата, се поставуваат правила. Зборувајте за темата. Па за темата зборувам. Не зборувате за темата. Ајде, пушти го цело интервју дека Иванов почне со овие зборови што јас сега го цитирам. Така почне Иванов. Повелете за темата. Значи за мене Иванов
е достоен бранител на Македонија и да, и по негова заслуга нашата ситуација е до некаде мирна сега. А кои се против него, кои го мразат, оние кои се со Верушевски, кои пред година-две се допишувале со Заев, само со другите дека очекуваме граѓанска војна, значи Верушевски со Заев и таа овие шарениве очекувале граѓанска војна, крв да се лее во Македонија. Тоа е целта нивна, оти тие су мирни, со добри дела, не знаат кон Македонија. Оти имаја можност да бидат добра власт, да направат добри дела, но повелете за темата. Добро, ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас и убав ден. Вака сега да ви кажам нешто. Значи, демократија е нешто кое што е процес на владење и уредување на едно општество во кое што постојат правила. Демократијата не означува анархија. Правилата се поставени за да може секој да ги има своите права врз основа на правилата на кое што е направен еден општествен договор во државата, едносно во општеството, во границите на една земја во која што живеете. Оној момент кога ќе ги нарушите тие правила, едноставно тоа е. Вие, господине Тале, бидејќи ги нарушувате постојано, одморете во следниве 2 седмици, ете некаде кон средината на јули, слободно може да ни се јавите повторно во емисија. Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Сега ме задоволи со ова што го казне Тале. Цело време го слушам и ми упадна во линија, замисли. Добро, топло е, не за друго, повелете. Само толку сакам да кажам, поред општата ситуација на неговото размислување и јас морав да го слушам за да чекам да добијам. Не само јас што се нервирам, ајде сега за темата, повелете. Управо си за темата. Да. Јас што е напишана по заслуга на Иванов, сега е мирна ситуацијата, не е мирна, не гледам јас нешто да е мирно, него револуцијата шарена ќе продолжи, се додека тој не си замине со ова интервју. Не знам што да кажам повеќе. Се изнаслушав од 20-тројца гледачи и јас сум малку и изнервиран и не знам што повеќе да кажам. Подобро да не грешам, пријатно. Пријатно и до вас ви благодарам за јавувањето и за краткоста. За аналитичарот Оливер Андонов, говорот на Иванов е говор на државник, но вели многу од неговите излагања се извадени од контекст. Коалицијата за промени и правда пак говорот го оцени како типичен портпаролски говор на ВМРО ДПМНЕ. Меѓу партиите со критики кон председателот Иванов се и НСДП, ЛП, ЛДП, Движењето за реформи во ДПА, но и поголем дел од невладините организации во земјата. Експресно по говорот вчера реагираше и опозицијската СДСМ, кои и денеска го потврдија својот став дека е крајно време Иванов да си даде оставка. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен во програма? Да, повелете. Прв пат се јавувам и не можам да и се револтирам, не е тоа многу битно. Битно е што сакам вие да објасните на цела македонска јавност дека специјалното јавното обвинителство само расправа сега со тие пријави што беа поднесени од Социјалдемократскиот сојуз. Значи, јавниот обвинител што му ги предаде на специјалното јавно обвинителство. Нека не кажуват Иванов дека толку јадници, онолку јадници фајлови има како ги одбра од тие што се од ДПМН. Јас сум ВМРО-ец, јас сум ВМРО од остивањето. Значи, ова е срамота стварно, вистина срамота. Значи, и вие како медиум треба да кажете специјалното јавно обвинителство настапува само по оние предмети што Зврневски му ги предаде. Не настапува по сите предмети. Оти тие предмети наеднаш му ги турна, нели, за да нема време, и затоа ја обсурida. Значи, многу е битно да се знае председателот бил правник, ако не знае дека е тоа така, или па сакат намерно да замајува народот, мислам дека не е во ред, со овој председател има нешто проблем поголем. Не е како што ги укривуваат само и што го вреѓаат, тој самиот си знае колку си е способен и колку не си е способен. Така. Значи, дали ме слушате? Добро. Ве молам, дали сум право, не сум право, не знам, али јас колку што знам дека Зврневски му ги предаде тие материјали на специјалното јавно обвинителство, за да со они ми постапи што ќе постапи. А не ги барат специјалното јавно селективно. Значи, не ги бара селективно. Тие се на тапет, тие правеле криминал, тие треба да бидат нормално тужени, судени и со тоа така треба да бидат. Така. Добро. Толку од мене. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало, добар
Добар ден. Добар ден, повелете. Еве, во контекст на првиот претходник што кажа, случајот за транспортер не го отвори ова Јанева, го отвори битолското обвинителство. Случајот ТНТ не го отвори Јанева, го отвори Скопското обвинителство, што значи председателот не може нас да не прави аморфна маса дека ние сме глупи, не разбираме и не знаеме. Мислам дека по заслуга на председателот се влоши состојбата и уште ќе се влошува. После оној вчерашниот негов говор, бидејќи да вие кажете дека некои се виновни, а при тоа да заштитите некого, или да не искочите пред јавноста да кажете кој ви ги даде информациите за тие 5-6 аболиции, врз основа на што он аболицираше луѓе кои буквално можеби и немаше ни да бидат предмет на работа на специјалното јавно обвинителство. Меѓутоа председателот сите тие своји ставови ги крие, а од друга страна трга и напаѓа. Мислам дека вчера неговиот говор и говорот на бившиот председател на премиер на влада во неделата не дава со сигурност дека во наредните денови што следи времето ќе биде мирно во државата. Туку ја мислам дека се уште ќе се зголемува тензијата, а се благодарение на нив. Да вие нападнете институција дека работи пристрасно, а при тоа да ги имате сите информации некого да аболицирате, не би рекол дека Јанева е виновна, некој му ги дал, што значи дека некој веќе претходно ги имал. Нека искочи председателот, нека ги каже тие факти. Кој му ги даде него? И на крај крајава, зашто он нас не прави будали дека ние не гледаме кој го обструира работењето на специјалното обвинителство? Па цело време жената работи со сопки. Како се рече претходникот, сите овие предмети ги отвори Зврлевски. Она уште нема ни еден предмет отворено, ние не сте слушнале нов. Ние сите овие предмети веќе ги знаевме. Вакво понашање на председателот, вака да разговара, вака да напаѓа. Нека извини, меѓутоа не го заслужува, граѓаните на оваа држава не го заслужуваат тоа. Да се заканува со војска. Јас ви гарантирам со глава дека во ниеден момент во државата ситуацијата не беше во таква ситуација да он смее да изводи војската на улица, затоа што полицијата не откажа послушност на владата и на законите и на собранието. Полицијата секогаш беше во државните институции. Војска се вади на улица каде што полицијата ќе откаже послушност. Овдека полицијата си ја врши се својата работа. Ваква работа да каже е мислам деградирање на на Министерството за внатрешни работи. Тоа е тешка етикета што ја удира. А председателот, ако сака да ја смири ситуацијата, треба да ги повика лидерите на партиите и да им каже отворени очи да ги послушаат советите на граѓаните, бидејќи граѓаните бираат и граѓаните бараат само една работа, да владее законот во државата. Како што сега граѓаните бараат, а Уставниот суд каков таков тактизира, не сака да се произнесе за специјалното јавно обвинителство. Тоа можеше да повики председателот. Да Уставниот суд пресече, за да не си играме више мачки и гусиш, дали е легално или не е легално, и да си ги оставиме луѓето да си работат, сепак 64% уживаат специјалните јавни обвинителки во подршка од овој народ и према тоа не сме да го занемари. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас, тоа беше и последниот гледач за денешното издание. Во свој одговор председателот заврши вака. За крај на овие неодговорни политичари кои од мене бараа одговорност, ќе им го порачам следново. Како председател имам одговорност кон граѓаните кои ме избрале и кои ми дале легитимитет. Имам одговорност кон вооружените сили чиј врховен командант сум. Имам одговорност кон државата на чие чело сум во овие тегобни и мачни времиња. Исто таа одговорност како и досега, така и во иднина ќе поставувам единствено и исклучиво според Уставот и законите на Република Македонија во заштита на државните интереси и националната безбедност. Пријатно.